Ние реално не треба да бараме вина ни во руси, ни во кинези, ни во американци. Вината е во нас самите. Ние имаме неспособни политичари, наводници политичари, имаме евнуси, ние имаме невоспитани, битанги, уличари, мафијаши. Народот гледа и странците гледаат. И викат: "Ова е село без кучиња, бе, диво племе. Не им треба држава, ние ќе ги контролираме, ќе ги командаме како сакаме." 1913 Македонија е поделена во Букурешт. Значи, кога е поделена на следниот начин. Затворено е македонското прашање без постоење на македонци. Не се признаени ни во Вардарска бановина, ни во Пиринска Македонија, нити во Грција. Тоа е познато. 91 година, кога прогласуваме ние независност, практички настанува негација на Букурешт. Затоа што у еден од трите дела се појавува Македонија и македонци како народ, нација, како држава. Тоа се случи со голема подкрепа на американците, затоа што они има во интерес да го стопираат Милошевиќ, кој што беше сериозна експанзија и сакаше да прави држава, нели, Велика Србија, со излез на море, со цела Босна, со Црна Гора, со Македонија и со делови од Хрватска. Што е тоа? Не, колку имаме леви. Може и да е глич, не сум сигурен. Не, добро? Добро, ама не, има голема гледаност, како и да е. Огромна гледаност. Значи, за да се спречи таа визија, која што србите никогаш не се откажале, и сега голем дел од политичките кругови во Србија сметаат дека ние сме дел од таа бановина. Македонија беше создадена како држава и се отвори практично зашто грците се побунија. Затоа што се направи индиректна ревизија на Букурешт. И ние имавме 10 години, од 1991 до 2001 година, да нашите политички елити, тие евнуси што ги спомнав од преска, им покажат на тие меѓународни спонзори, кои што во овој случај беа американци, Европа не беше. Ние имавме пречка, иако Бадинтер нели рече дека Македонија и Словенија единствено ги исполнуваат условите да бидат признаени као независни држави, Европа си одреагира, си ги прифати условувањата од Грција и ние тргнавме по тој трновит пат да не го Лисабонската декларација и така. Но ние имавме 10 години како држава да покажеме дека, нели, пошто Македонија 91 беше формирана во преамбулата како држава на македонскиот народ. И сите други што живеат. А сега веќе не е така. Тоа е све редефинирано. Мене ми е жал што нашиот народ не ги разбират импликациите од и големината на тежината на предавството што беше направено со промената на уставот во 2019. Но тоа е последица на неспособните македонски политички елити, кои што не личат ни најмалку нити на хрватски, нити на српски, нити на грчки, нити на бугарски елити. Тоа што нити знаеа што е национален интерес, нити знаеа што значи традиција, нити па знаеа што е политика. И затоа дојде до 2001. И почеток на редефинирање на Македонија. И со Охридската рамковна капитулација требаше да се заврши тој процес уште во 2001 година, што се заврши во 2019. Уште тогаш беше предвидено да не бришат како народ основач од преамбулата и Борис Рајковски даде таков предлог, уставен амандман на преамбулата. И по реакцијата Флоровски реагираше, јас реагирав, Данило Глигоровски реагираше, Воја Стојановски реагираше, се скаравме таму на Централен на ВМРО, да, тогаш можеше да се каже и сме се расправале. Еве Љупчо ќе дојде па ќе го прашам за тој Централен во Чаир, ќе збориме на интервју. Се скаравме, парче се направивме. И не се промени преамбулата, ја вратија поблагата варијанта дел од народи. Ама никош не се откажа од тоа да ја редефинираат кој што е редефинирана сега. И сега веќе не представува
проблем за никој, затоа што ние како македонци ја неаме државата кој што имавме во 91. Ние ја пропуштивме историската шанса, ја добивме државата на тацна и имавме такви какви што беа политичари кои што за 10 години ја искоцка. И тоа не е нити анализирано, нити дебатирано, нити реално во историски контекст поставено да се дискутира, да видиме кој е крив за тоа. Кој беше на власт? Што се направи? Кои отстапки? Првата влада беше со 2 албанци министри. И Лјупчо не ја направи ни таа влада, зашто не кеше со нив да ја прави. И кај стигнавме ние за 30 години? Ние реално не треба да бараме вина ни во руси, ни во кинези, ни во американци. Вината е во нас самите. Ние имаме неспособни политичари, унаводници политичари, ние имаме евнуси, ние имаме невоспитани, битанги, уличари, мафијаши, тепачи во државни позиции. За тоа го имаме ова све што го имаме. Тачно. А што се криви американците? Па не се криви, они гледаат. Како што ти му зимаш, не знам, збориме ние за Руфи Османи или збориме за овај од Тетово или за другите. Па и они прават профилација. Нивната амбасада има профилација. Мене ми имат покажано уште 97 година моја профилација после студентските протести. Толкава беше. И тоа ми кажа овде превод од радио, стенограм од ова, односно како се вика спуштени на хартија интервјуа и така натаму. Они прават профилација. Ма нормално е сериозна држава да прави профилација. Ние не правиме профилација. Ти имаш идиоти кои што се погодиле, па немало кој Куманово да биде кандидат за пратеник, па дај овој што го праќа, значи го праќа буквално у тие у Facebook репортер да пишува коментари и шерови да прави, да ги научам како да отворат Twitter профили и после го гледаш у парламент. Од друга страна имаш некој, сега го доведуваат у Карпо Штерче, вика купена диплома. Па ти, тоа ако го знаеме ние овдека и сите го знаат. Као може, пак ја кажам, русите, американците, германците да не знаат. Не знаат ли кои се луѓето што денеска се во парламент? Не знаат ли дека имаат купено дипломи? Они може тука у штаб да се лажат меѓу себе за дипломите. Народот гледа и странците гледаат. И они викат, ова е село без кучиња, бе диво племе. Не им треба држава. Ние ќе ги контролираме, ќе ги командаме како сакаме. Има еден мит кој што владее помеѓу македонецот. Се не знам колку е мит, колку е вистина. Јас поише инклинирам на кај тоа дека е вистина, дека сите лидери на политички партии стануваат лидери на политички партии со амин од западните амбасади. И мислам дека за тоа македонците најмногу им забележуваат. Но реалност е дека македонците после тоа излегуваат на избори и гласаат за тие луѓе. Или не гласаат. Не е мит. Вистина е. Не е мит. Не е мит. Ние не сме нити постојана членка на Совет за безбедност. Нити имаме носачи на авиони. Нити имаме нуклеарни подморници. Не знам да имаме сателити во орбитата. Немаме GDP од $100,000 по глава на жител. Немаме 50 милиона жители, иако Украина со 50 милиона ја демонтира. Значи, во овој свет на реална политика владеат интереси. И нашите политички елити, пак ќе кажам у наводници, евнусите, мора да знаат да играат таа игра, ако сакаат да ги заштитат нашите интереси. Овде има две фалинки. Прво, ние немаме дефинирано што се нашите интереси. И второ, они не знаат да ја играат играта со странците. Игра е тоа, мора да се игра. Не можеш ти, ја не играм, ја ќе правам што сакам. Не бива. Еве Мицко, каков таков он пробува преку германците да одигра, само што за жал човеков нема добро направена анализа, не ја знае тачно кај е епицентарот. Он може и да знае, мислам дека неќат не да го играат овие. Небитно. Битно треба да знаеш да играш играта. Едно е, тоа е кумулативно. Да ќе те гласаат луѓето,
Меѓутоа илузија е демократија, ти сам кажа претходно. Илузија се создава дека народот владее. Тоа мора да биде кумулативно поврзано со уиграни интереси на пошироки структури. Ако сакаш своите интереси да ги запазиш. Ја бев против за членување на Македонија во НАТО. И цела 2018 година бев на улици против промената на името и предлагав Македонија да биде неутрална воено неутрална држава. Тој сон замина.